Францускиот председател Емануел Макрон може да го тргне ветото за преговори на Северна Македонија со Европската Унија, ако за возврат издействува одлука во негова корист, велат експерти во Вашингтон. Имаше некои предвидувања за реформи во еврозоната за кои Макрон се грижи многу. Мислам дека ако за затворени врати добие согласност да работи за кој тој има интерес, можно е да видите интерес да го тргне ветото за почеток на преговори. Сепак, Гарет вели дека државата ќе биде подложена на поголем мониторинг поради демократските назадувања кај државите од претходните проширувања. There is an inherent self-interest for North Macedonia to continue their reforms for their own sake. Северна Македонија има интерес да ги продолжи реформите за нејзино добро. Дури и преговорите да не се одложени, иако јас мислам дека тие се привремено одложени, а не трајно, се уште е важно да се подобри владењето на правото, со цел владата да ги исполни ветувањата кон граѓаните. Майкл Халцел од Школата за напредни меѓународни студии на Универзитетот Џонс Хопкинс во Вашингтон вели дека затворањето врата пред очи во најмала рака е скандал. Мислам дека многу политичари во САД се чувствуваат исто. Се надевам дека ЕУ ќе ја преиспита одлуката во наредните месеци, бидејќи е лоша одлука за Унијата, но ужасна одлука за стабилноста на Балканот. Според него, одлуката на Франција е предавство за Северна Македонија и Унијата ќе треба да ја промени политиката ако сака да го одржи кредибилитетот. Секогаш постои шанса Франција да го промени мислењето. Председателот Макрон е многу интелигентен човек. Мислам дека може да се случи ако неговите колеги на највисоко ниво во земјите членки во Унијата му стават јасно до знаење дека тоа е малцинство. Вели дека ветото е покана за Русија во регионот. Реално, Русија не е алтернатива. Ќе биде поразително за секој што сака да се поврзе со деструктивна сила како Русија, која единствено што знае да произведува оружје. Тие нагласуваа дека дури кога ќе се добие датум, пристапниот процес ќе биде долг и ригорозен и ќе бидат потребни години за влез на државата во Европската Унија, нагласувајќи дека САД имаат поголема улога во НАТО процесот отколку во ЕУ членството.